паркот заменета со бетон. Во мојот град убија дете. Мојот град не постои веќе. Во мојот град луѓето шетаат разочарани сами. Никој не гледа во никој. Во мојот град секој од секого се срами. Така најавивме. Пред само еден час гледан од сега временски, Анастасија ни беше за The Festival, ама на крај финалето на разговорот беше дека СМАТ слава 25 години музичка кариера. Велат, ако ги рачунеме уште неколку години претходно, бидејќи почетоците се некаде 96-та година, ама така поофициализирано веројатно се овие 25-ка, сигурно ќе направат реминисценци или ќе воцираат спомени кога беше првиот настап и кога официјално брендот веќе почна да се оформува, да се реализира. Како и да е. Мене ми е голема чест што можам денеска да кажам добре дојде за Ѓорги Иловски Џоли и Благој Антовски, мој баге. Тоа е некако мислам дека фундаментот или јадрото на СМАТ. Знаете колку се радуваат во Телма дека денеска доаѓате тука и се сеќавам вчера кога се подготвуваше форшпанот најавата за тоа дека СМАТ ќе дојдат 25 години, Весна Јачева, се не знам колку ви значи името, меѓутоа Весна вика се најжи? Да, и вели се најжи. Еј, СМАТ, Џоле, баге да ја викам да. Леле, им снимав на времето форшпан и веројатно некој војсовери, не знам за тоа што стануваше збор, меѓутоа авангарда е Телма, мора да се спомене тоа. Значи, сега кога ми го спомни името се најжив. Весна моја драга колешка претходно. Иначе за фановите на СМАТ кои знаат, Весна е гласот која стои позад интрото на фамозната Демони и Додека сонува. Да. Добро, сега ми е јасно и мене ми се враќаат некои работи. Бидејќи вчера дека јас правев сценарио, тоа беше нели мал редакцијски метеж и таа вели, леле вика Џоле баг, вика им снимав ред мач, извини, знам дека пишуваш правиш, ама само ти кажам дека им бе вокалот. И така знам дека тесно сте поврзани со Телма телевизија некако. Да, исто така со останатите сум добро, мислам сме соработувале, заедно сме работеле со повеќето, така да сакам да ги поздравам Мио Миржане, тоа ми се бивши колеги. Да, и имаме поминато многу In the core, тука сме. Да, таму сме. Ама уште нешто што ви беше доволен доказ дека ве почитуваме се постерите тука, нели, закачени од СМАТ. Не ми се веруваше на тебе. Баш не е кога гледаме го постер. Ништо не е ова тука така пролазно, нели, направено намерно. Тука си едноставно кога доаѓате почита ја имате, мислам, тоа не е само колку да се дојде на разговор вака, туку да знаете дека имате почита. Не ми се веруваше, тоа беше прошлиот пат кога го донесовме, нели, кога излезе. Минатиот век уште има. Минатиот век. Значи before корона. Before корона, затоа викам. И го оставивме тука постерот и сега кога влегов и го гледам закачен и онака ми дојде стварно голема чест. Да знаеш дека кога ќе дојдеш од Португалија секој пат дека Телма ќе те чека. Баге си е некако тука функционира, ама ти кога ќе дојдеш да знаеш дека секако ти е постерот. Не знам, јас секогаш ве почитувам како телевизија, како медиум, така да драго ми е што сме тука. Каков тандем сте вие неверојатно. Инаку дознам дека сте биле и кумашини. Да. Не знаев, ама интересна ви е оваа комбинација на СМАТ. Се што има. Буквално некако сте еволуирале фамилиарно, пријателски, кариерно, музички. Па, ја Џоле го познав, значи, од 98-99, кога почнав јас да свирам у СМАТ, пошто бендот од 96-та постои. И мислам од тогаш дека имаме многу убави моменти поминато заедно. Така, убави и неубави, ама мислам, у принцип, секојаш било едно високо ниво на поштовање и на љубов и во бендот и надвор од бендот и така само по себе си дојде и уште е куриозитет, простата на дигресија. Ова е ваше прво тандемско интервју. Ова е прво, да. Никогаш не сме биле заедно. I have the privilege, ladies and gents. Ама не знаев ја, сега Џоле баш пред да почне емисија, вика, знаеш дека прв пат сме јас. Негдека заедно. Негдека заедно на телевизија. На радио сме биле, ама на телевизија. На телевизија не, пак ќе остане некако сега во аналите на телевизијата. Не случајно го така му дадов некако интро на разговорот денес и до одбележување на овие 25-ка многу бројка е. За во мојот град нема да погрешам дека спотот беше едно време и забранет на националниот сервис, не знам на другите приватни телевизии, ама потоа помнам, нели, поради наративот, песната, нели, структурата на спотот беше забранет. Не знам кои побуди и причини сега, нели? Меѓутоа реков, не ќе одиме денеска баш за тоа. Па,
ќе го искоментирам, не како да кажам, не забране, туку онака културно забране. Вратија со убаво допис, кажано. да. Вратија со допис дека ова е спротивно од политиката на телевизијата. Ја гледам таа песна не е воопшто спорна затоа што во песната нема никаква политика, има само болка и тага, нема ништо друго. Мислам, И тоа е ако еден- нешто жалам што сум направил во животот е да Не, напишам ба. таков текст. И тоа Да се е разбереме. навистина на крајот. Може би вашиот конкретен мрачен тон на реферирање во песната или пресликување е нешто што вие го сликувате, нели да речеме во или влегувате во челите на секој човек во општеството Тоа е и тоа е слика на пресликано. нашето општество. А некој што не сака Да. да го прифати или тоа може би како еден позитивен шамар од бендот кој што е еден од најценитите хардкор бендови кај нас, тогаш што е друга работа и политика. Значи, во принцип, нашата музика е заснувана на, мислам, нели, Нас реална повеќе и на вистина и на моменталната ситуација во која сите сме растеле и растеме уште, така да Тој секој пат бил мислам дека и наративот и текстовите и визуализацијата, тоа што вие како велите, срце на сцена. Тоа го давате Срце на секој бина, пат. да. срце на бина, да. до крај, да. Така е. Само да ве пратам онака кратко сега во мобитите сегментите. Кога беше првиот настап и кога се случи This is the day кога СМАТ ќе почне да работат? Тоа беше баш 96 или кога беше првпат она кога рековте не од денес ова ќе се Не беше 96-та, 96-та беше као бендот ќе го правиме и имаше идеја. Првиот настап, као прв вистински настап, беше доле на Кеј на река Вардар. Тогаш се правеа такви концерти, значи на сите места и имаше доста и луѓе и се тоа. Ама интересен факт е што првиот концерт тогаш прв пат го запознав Логин. вистина. Да. Прв пат се Која запознавме. година е тоа? Па 97-8, така некако Пошто пред ја да веќе дојдеш. 98 јас ве гледав позади рекорд тоа малото груви, не како се каже купчето? Underground. Underground, Да. да. Леле, братите, спомени Да, сега. тоа е пред многу. да, така Ако беше, ги ревиме да. дискотеките и Така, настапите, така, леле. така, да. Мојот другар Васко од Бернис Пропаганда, иначе другари од детство, заедно растени, вика, слушај, свирка, идеме да носам, ова е организаторот, да се запознаете, доаѓа Логин, едната патика има напишано лева, на другата десна му пишува. Запознавам и од тогаш, онака сме, во... Онака, баш интересно, поврзано, не, животот е чуден. Баш е чуден, ама интересна е динамиката. А нема да погрешам ако кажам дека покрај бројни бендови, структури и формации во светот големо влијание врз вас имаше еден од можеби најголемите пак наши сцените бендови Санаториум. Секако. Така? Секако, да. Дури мислам дека во некој интервју ти има соопштено дека влијанието наше некогаш не можеме да го посведочиме, ама за тоа беа заслужни ве и СМАТ. Баш така ми имаат кажано во едно интервју. Дали Бобан беше, не знам, не можеме да се сетам точно. Значи, јас секогаш гласно говорам дека јас кога ги слушнав Санаториум како дете, а верувам има и многу други так на телевизија и што ја гледаат сега. Дека мене ми се промени текот на животот. Пази, збориме за почеток на 90-ти. Да. Тога на 86-та, македонскиот 87-та, сервис, да. на македонскиот сервис имаше бендови Се сеќавам. во живо. Се сеќавам, се сеќавам. Точно И се поред сеќавам. и Санаториум и Архангел тука и други бендови, мислам, Мило, кои што стварно сме и слушале, А тука се Мугер Фугер уште. Ма, Многу има. Мугер Фугер се помлад бенд од... Да, помлад се може Да, би, од... Архангел пред се би рекол дека доста и во нашиот стил се разбира не може да ги изоставам бригада, Бригада, тоа да, е секако, почеток да, браво. на хардкорот во Македонија според мене еден. Така. Сепак исто членови од Санаториум, само Санаториум, не да. заборави. Именно. Да. Ќе ве цитирам, вика, времето лечи се, но тоа не е вистина, едноставно болката е иста, а ние учиме, еве во моментот оди, да живееме со неа. Мал извадок, но важен кој што го споделивте. Тоа е инаку извадок од најновиот хит сингл, пред, ако не се лажам, 2 месеци, почетокот на мај некако беше издаден. Во моментот еве ја го гледаме лирик, нели видеото. Реферирате веројатно нели повторно, нели на сите оние кои што никој пат не успеавме да се збогуваме со нив на ваков или онаков начин. Меѓутоа мислам дека е веројатно лична инспирација песната и пак ја кажам, еве сега зад камери, пред камери. Веројатно на овој начин се обидовте да влезете во чевлите на другиот, бидејќи секој со чувство со болката на текстот на еден ден. Па види вака, баш пред некој ден гледав еден, ми излезе на интернет као пост, дека луѓето се поврзуваат, значи ја земаат здраво за готово музиката, поезијата и така натаму, след дека не им се случи некој трагичен момент од животот.
или убав момент како љубов, Јасно. среќа, радост, и кога ќе ги чујат или прочитаат некои стихови, ќе погоди чувството, не? Ама ова беше ептен лично, значи смат како смат, исто така изгубивме еден бив член пред неколку години. Јас го изгубив мојот татко пред некоја година и оваа песна ми е така, баш лична и едноставно морав да ја напишам. Тешко ми е да ја изведувам и да ја свириме и тешко ми е кога ја слушам, ама мораше тоа да излезе од мене. Ке ги смогнеш силите, јас претпоставам дека ова ќе биде и презентирано на фестивал. Па се надеваме дека ќе ја свириме. Знаете колку се радуваат на вашето враќање, затоа што се сеќам во екот на пандемијата го потврдив тоа. Се сеќам кога вие баш во екот на пандемијата рековте кога има рестрикции, сепак успеа смат да настапат на сцената до фестивал 2021. 2021. И сега повторно. Да. Момци 25 години сериозно не е мала бројка, ајде се и некоја плюс година ќе се додаде, ама ова е сериозно. Секоја чест баш е кронисување на една ваша епоха. Па тоа е музичка и четврт животна. век, тоа е повеќе од... век, да. Едно убаво полугодие, онака поголемо. Да. Поголема половина од нашиот Не живот. го осеќам така. Првото полувреме од животот. Кога да почнавме лани се осеќам, тоа е исто баш супер. Да, имаме добра екипа, пази, имаме другиве членови се стварно, Да. што викаш, јас сум му кум на Багија, мене ми е кум другиот член, Басистот така Дарко. сме, The Godfathers of Hardcore, А така сме имаме врзани и фамилија. подводок, Невруси Горан, они се под мене по 10 години, од тебе 12. Рефрешмент во смата. Мада они се Горане со нас, па, не знам. 17 Па години многу од малом беше, знам Од дека многу земавме полномошно кога го носевме Некзит. Сериозно? Да, бев ја дома да ме видат неговите. Беше нешто прва среда. Жан, како спомене ова? Идам дома и... Вие треба за ова не вака, мора да направите следен проект документарен. Филм на смат. Има Ова е што да се супер прикаже, идеја, да, да. ова треба да се прикаже. Еден обид тоа, не знам дали беше Знаеш, а има документарен. да речеме фестивали кои што прикажуваат музички документарци и така натаму, го имаме и ние тоа како фестивалско издание, така што нека ви биде како ете следа некоја епоха така да му дадете Може зачин да на заокружиме за 30 години, нема да дискучи биде лошо. еден. А За се 30 ближите. може, да, тоа е Не добро. не се ближите. Дали со еден ден сме на раѓање на нов музички албум, пошто како што кажав, многу често знаат да кажат нели оние гуруа дека на 7 години се случува рекалибрирање на циклусот кај човекот, ама кај вас тоа некако иде 4-5 години албум, 4-5 години албум, ако Знаеш, гледаме вака никогаш не сме се врзали на колку перспективно. години ќе го извадиме новиот материјал. В принцип се работи цело време, значи ние веќе имаме песни за албум. Имаме 8-9 песни сигурно. Меѓутоа чекаме да поминат уште некои филтери. Некад се случува да снимиме нешто па да слушнеме да не ни се допадне. Па ајде да го смениме делот. Примерно да смени текст. Значи така да не сме врзани и мора годинава да го направиме. Јасно. мислам Ама сигурно многу скоро- дека има материјал, така? Да, добро е да, што браво. сите имаме дома некои основни услови да уснимиме, да си пратиме материјал, да чуеме демо верзија. Он си има во Лисабон, ние по дома, така да оди работава на добро, не сме врзани и мора, мислам дека сега да не кажам за година дена, мислам дека 2024-та е мислам дека планот ќе дека имаме, ќе излезе. дека ќе имаме. Ќе го враќаме Да. Джоле повторно од Португалија тука Ќе има или нов сингл сигурно, понатаму супер. после лето За 2-3 месеци. Да. Точно вика, Баги Да, има нов браво, сингл браво. ќе излегува. Јас би сакал така некако на крајот на интервјуто само да го најавите вашиот настап. Сериозно, многу е до фестивал е многу значен дел од структурата веќе на и по новата и постара генерација. Бидејќи 13-то издание веќе нели така Да. баш е стожер за фестивалите, баш како го искористите да го кажам. Настапувате кој датум момци и во колку часот, бидејќи ќе има некој специјално кој што ќе знаат, ќе ги гледаме смат, ќе ги слушаме смат. Значи ние настапуваме во недела на Main Stage, веќе во 10:30 настапуваме трети. Тоа Во е така 11. третата фестивалска вечер, во трета 11. 10 и по 11. Тој- 11. Да? час пред Да. полноќ. Од паш шарп 11. И настапот ќе биде мислам не сакам да Не се им сомневам. давам спойлери Сум бил што на ќе ваши има, настапи, како така што ќе не се има, што сомневам. ќе се случува. И сепак треба да ја почитуваме нели Ди фестивал е едно нешто што го имаме тука. Значи тие размери, апсолутно. не сакам никого да подценам, не сакам да ме разберат погрешно. Едноставно Ди фестивал има своја енергија
и Македонија треба да почне, ние немаме таква фестивалска култура. Например, јас сум бил по сите светски фестивали, сум ги посетил како фан, како музичар и така напред. И сте настапували како предгрупи на истите, Значи, како главни да, артисти, така. Ама ди фестивал има енергија што нема другите Да си жив и фестивали. здрав, тоа е тоа. Не Добар е постои. амбиентот и тука прави езерото свој Сме фазон. последочиле вие на сцена, ја за сцена тука со вас и знам зашто зборувате, затоа велам дека не треба да се спречува ниту повозрастната публика да дојде во случајот и на СМАТ или на Но е супер, па овие стеџовите што се на плажа, па тоа е генијално да, изведено. имаат нов стејдж, браво стејдж, ако не се лажам годинова, така што Москито, браво, цел ден значи, програма, програма искам да цел отсам, ден. се тера. Секоја чест на организаториве што ги сега не дека јас дека ние свириме, туку стварно фестивалска култура на запад по повеќето случаи не се ни прашува за лајн. Едноставно се купува карта за концерт. И тоа е тоа. Да, да. убаво кажа, фестивалска култура се создава со време, консеквентно исто како што вие го правите. Прво, за крај ќе ви кажам, благодарам што станувате консеквентни и постојани, без разлика на подеми падови предизвици, едноставно поларитет е дел од животот, нели? Така. Тоа е тоа, плюс и минус мора да постои за да нели го најдеме и правецот на собствена и колективна еволуција. Значи, 1 јули, 2 јули беше, значи 1 јули, 11 часот пред полнок, имаме уживање со SMAT, Forever is not enough, All I have, меморијата на скршениот човек, ти се насекаде, и еден ден, така, отприлика, ќе биде тоа Ќе биде да едно комбинација. возење, значи не 1, 2 јули. Втори? Недела, да. Значи, недела. Добро, тоа е последниот фестивалски ден официјално. Да, Да, да. последниот. SMAT на The Festival, ви благодарам, момци. Ти благодарам и на Поканата. тебе. Поздрав. Поздрав до сите.